Абе, лепќе немаме да јадеме, а новие во власта приоритет име закон со кој психичките пореметувања ќе ги озаконат како нормалност. Па така, мувата ќе може слободно да каже од денес сум буба Мара. И тоа ќе се смета за право на избор, ви се мола. И вистинските бубамари, тогаш ќе мора да ја кажат на мувата: како не, муво? Па ти вистина си буба Мара? Ние се чудиме како до денес не си сватила дека си ти уствари буба Мара. Па ела тогаш во нашата екипа на буба Мари, бивша мува, овај сегашна буба Маро. Оти ако не ја примат мувата во екипата на буба Мари, ќе ги осудат, замислете, за дискриминација. Добро бе. Да ве прашам. Има ли честни психолози и психијатри кои гласно ќе го осудат ова? Оти сите вие ќе останете без пациенти, слушате што ви кажува преку Тасевски. Се што е пореметено и исчашено, со закон ќе стане здраво и нормално. А натаму тргнале овие. Затоа вие како доктори за глава мора да реагирате. И за вас се работи, не само за нас. Па бизнисот ќе ви опадне со оваа ненормална промоција на пореметеното како природно и нормално. Па тие квислинците во власта и онака не разбираат дека ги уриваат темелите на општеството и уништуваат генерации меѓу кои се и нивните деца. Ја видете, ја не сум религиозен, но читкам се, нели многу сакам да читам. Па така, сум ја читал и Библијата, Новиот Завет. Па на едно место во Библијата има една многу мудра мисла, вака вели: на човекот му е се дозволено, но не му е се од полза. Вие во власта, кои не пропуштате да се сликате како се крстите во црква и кои ќе го озаконите пореметеното како нормално, треба да го знаете ова од Библијата. Продадени едни ни заедни. Одете, лечете се и вие додека има уште психијатри. Оти поради вас ќе останат без пациенти.